после ваков изборен пораз во општинските организации се уште има активисти кои што секојдневно доаѓаат по. Така што мислам дека успешно на крајот од денот ќе го спроведе СДСМ овој процес на реорганизација, на една обнова, која што треба да следи за да може понатаму да промени некој правец на делување и да биде конструктивна опозиција и политички опонент на ВМРО. Уште не сум размислувал, ниту размислувам во таква насока. Тука сум активист, останувам, сум го посветил целиот мој живот, младелашки живот во идејата за социјалдемократија, социјалдемократски вредности. Сум се зачленил во Социјалдемократскиот сојуз бидејќи ги споделувам тие вредности за понатаму времето ќе покаже сепак, нели, млади сме, има време пред нас, имаме определени сите амбиции што на политички план, што на приватен план, но меѓутоа рано е да се зборува за било какви амбиции повисоки. Едноставно сега повеќе да се посветиме на Советов у град Скопје, поинтересни дешавки се случуваат таму. Добро, мораме да почнеме од тоа што е најактуелно сепак, затоа што луѓето ги интересира. Ти си долго време член на СДСМ, можам да кажам дека 16 години. 16 години. Буквално од кога си политички свесен, политички активен, не си променил партија, си дел од тие структури и така натаму. Значи, прашањето е, многумина ги интересира. Што се случи со СДСМ на овие избори? Ги изгуби изборите. Ги изгубивме изборите, сега да не бидам. Да. Зошто? Проблемот, причините се повеќе слојни. Сега многу е лесно да кажеме за определена работа доколку е во краток процес зошто се случило тоа, но меѓутоа СДСМ е на власт од 2017 година, после изборите нели во 2016 година. Ги победи и локалните избори, победи и на председателски избори, имаше апсолутна власт. Кога ќе се прават тие сондажи, кога ќе се прават тие анализи што довело до ваков резултат, нормално дека треба да се земе периодот од 2017 година сите одлуки кои што на државно, што на партиско локално ниво биле донесени, како влијале тие одлуки во општествениот систем, во политичкиот свет, како влијале на одлуката на граѓанинот, на народ да излезе да гласа за или против определена политичка опција. Тоа се долги процеси, еден опсежен процес кој што престои пред Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Председателот истакна дека веднаш нели по завршувањето на изборниот процес, кога честиташе победа на своите политички опоненти и на председателката Силјановска Давкова, но и на господинот Мицковски, дека во СДСМ започнува еден процес на реорганизација кој што не треба да се брза и со право не треба да се брза бидејќи секоја одлука донесена со вжештена глава може да донесе до погрешен избор, до погрешна одлука и до определена погрешна стратегија како би настапил Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во наредниот период. Требаше малку да се спласнат страстите, пратите и вие, се уште сме во изборен процес, се уште ги нема заклучено изборите, конечните резултати. Определени приговори, па сега управен суд треба да одлучи. Имате можност за пратеник плюс. Пратеник плюс не ја менува целокупната слика, да сме искрени, тоа што треба ве прави прва опозицијска партија, ве прави најголема опозицијска партија во собранието. Сега не сте, сега сте втора. Па за жал заради тој Донтов метод кој што се применува во Македонија подолго време, Демократската унија за интеграција и неговата коалиција имаат околу 12-13 илјади помалку гласа, имаат еден пратеник повеќе, затоа и јас лично не мислам дека новото раководство на СДСМ треба конечно да се заложи за Македонија да добие една изборна единица, но за тоа малку подоцна, за да можат искрено и реално гласовите и на помалите политички субјекти, но и на поголемите политички субјекти да се сумираат, да се распределуваат реално и коректно. Процесот ќе биде тежок, ќе биде мачен, но меѓутоа јас сум убеден дека во СДСМ има искрени борци и членови кои што знаат да направат разлика помеѓу процесите кои што се случувале и процесите кои што се случуваат сега. Ова ќе ни бидат трети внатрепартиски избори кои што ќе се спроведуваат. Тоа значи дека целото раководство на партијата, вклучително од првиот човек, вториот, сите подпредседатели, централен одбор, извршен одбор на партијата, председатели на општински организации, извршните одбори се во оставка. И дека ќе следи комплетно еден комплетен избор на нови раководни лица кои што ќе раководат со партијата и свесен сум дека ќе има
доста разбирање, ќе се поднесе тој процес и ќе се разбере од страна на активистите, бидејќи активистите се тука, активистите се присутни по општинските организации, не е таква сликата после ваков изборен пораз во општинските организации се уште има активисти кои што секојдневно доаѓаат по општинските организации. Така што мислам дека успешно на крајот од денот ќе го спроведе СДСМ овој процес на реорганизација, на една обнова која што треба да следи за да може понатаму да практично промени некој правец на делување и да биде конструктивна опозиција и политички опонент на ВМРО. Што беше најголемиот проблем, барем според мене, вашиот најголем пад во гласови, во рейтинг, во доверба, например, кај граѓаните, го имавте во изборна единица 1 и во изборна единица 2. Во изборна единица 1 дури левица во неколку избирачки места во неколку општини беа пред вас. Што беше проблемот во изборна единица 1? Кадровата понудата на листите или нешто друго? И јас повторно ќе кажам, значи, за да се направи целосна анализа, потребни се нели целосни податоци. Да ти помогнам, на пример, ајде во изборна единица 2 да ја земеме за пример. Во изборна единица 2 вие имавте министер за полиција, кој што сам по себе носи заради функцијата, не заради друго. Заради функцијата носи негативен сентимент кај граѓаните, бидејќи полицијата казнува, не знам шо пре и така натаму. Со пасошите беше аферата и тој беше носител на листа. Втор во изборна единица број 2 беше Фатмир Бетики и трета беше Санела Шкриев. Не, а кај беше на УЈП? Санела Каревска. Во тројка беше носител на изборна единица. Во тројка беше, да, во тројка беше заедно со Санела Каревска, УЈП. Тука има, нели, пак УЈП е УЈП. Може би се квалитетни како луѓе, како политичари, но функцијата која што ја носели има малку негативен, може би. Да, нели, УЈП е таа која што казнува, кој што врши контроли, но меѓутоа беше ли тука проблемот во правењето на листите, во кадровата политика? Мој личен став е дека листите пратенички требаше да бидат подобри. Јас бев на листата во изборната единица 1 на последно место. Бидејќи си ја сакам партијава. Да. Чисто ради гордо ми беше и стварно сум горд што бев на таа партеничка листа, но дел од кадровата понуда која што се најде на изборните листи треба да биде предмет на ревизија, зошто е дојдено до такви одлуки, исто како што и треба да бидат предмет на ревизија и размислување сите одлуки кои што се превземале од 2017 година до ден денеска. Кадровата понуда секогаш ќе биде тема, тоа е релевантно прашање, мислам легитимно кое што го поставувате, бидејќи сепак во СДСМ постојат толку многу квалитетни луѓе, постојат и млади прогресивни кадри. Да, немавте многу млади. И јас бев застапник на едни од тие состаноци кои што се одвиваа во нашата партија при предлагање на кандидати за пратеници. Имав можност да споделам мој став дека на овие избори треба да настапиме со млади кадри кои што се, да кажеме, нови во политичкиот етер, кои што имаат малку по прогресивно размислување, за да на некој начин покажеме дека можеме и пред да ги дочекаме изборните резултати. Според анкетите очекувано беше дека во која насока ќе одат изборните резултати, да покажеме дека можеме уште пред изборните резултати да дадеме некоја форма на реформирање. Но меѓутоа тоа е одлука на раководството на партијата, централниот одбор, извршниот одбор кој што ги донеле тие одлуки, треба да дадат отчет. Затоа и имаме отчетен конгрес, како што кажа претседателот, на кој што и јас лично и многу други активисти и членови, кои што се и по функција таму, но и делегати на конгресот, ќе си го кажат својот искрен став и треба да проработи свеста, треба конечно да се слушнеме едни со други, да си бидеме искрени, да си ги кажеме тие да си ги кажеме ставовите и мислењата кои што ги имаме заради причините кои што доведоа до ваква ситуација. Затоа не би се дрзнал и не сум таков човек по природа да како некои луѓе јавно по Facebook, по други емисии да барам кривици. Кривицата е сите ја гледам во сите еден кои што сме учествувале, кој помалку, кој повеќе во некои кадрови одлуки, во некои политички одлуки, еве на себе ја превземам одговорноста доколку
Лично ја превземам и тоа прво веднаш го кажав. Сема се неблагодарно ќе ми биде следно прашање, можеби ако сакаш не мора да го одговориш. Си бил секретар на СДММ, Да. На овие избори СДМ беше практично СДММ, јас не ги видов многу по терен. Претходно биле активни, имаше оде од врата на врата, се делеа материјали, флаери, се агитираше на тој начин. Од друга страна, на пример, на ВМРО ДПМН и УМС и на Левица, како се викаше на Левица? Како се вика? Не можам да се сетам. Црвена младина. Црвена младина, младина, да. Да, на Левица беа доста поактивни мислам беа активни. Видете, јас Задоволен си од работата на СДММ, мислам, Еве, била тоа е една да. партиска структура. Во ред, СДММ е и СДСМ, СДСМ е и СДММ, да не се лажеме. Јас сум бил таму и организационен секретар. Да, сум да, бил ама и сега мама ја тера таа, да речам, теренската кампања ја терат младината. Биле носители на теренска Да. кампања, исто како што биле носители на теренска кампања сите оние членови по местни организации, по општински организации, СДММ биле дел од тука. Голема улога и голем дел во општо во политиката во Македонија е тоа што политиката станува малку не атрактивна за За младите. младите. Јас тука го гледам повеќе проблемот. Јас имам, мене ми е колега Сергеј Попов, председател на УМС во Советот на градот Скопје. На истава тема сме разговарали и со него. Неатрактивна станува политиката за младите, бидејќи јас се сеќавам кога сум се зачленил и кога сум почнал да се активирам во СДММ, сме работеле низ диско, со Милош се знаеме од средна школа и било надпревар помеѓу СДММ, помеѓу УМС, кој ќе има повеќе резервации во дискотека, Да. кој ќе извади повеќе средношколци на протест, но меѓутоа со тек на време како што се модернизира држава, како што да кажеме приватниот сектор станува се поатрактивен за младата популација, бидејќи во последниве, ајде ќе кажам 10 години, да не звучи тенденциозно во последните 7 години, но меѓутоа приватниот сектор доста зајакна. Младите се повеќе го бараат, ја бараат својата заработувачка во IT секторот, во некои други сектори кои што носат многу поголема заработувачка отколку да кажеме да се активираат во определена политичка опција која што потоа би им донело вработување во државна администрација.